студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Се проверуваат предметите на кои работел судијата Ѓоко Ристов. Наскоро проверка на целиот апелационен суд Скопје. 651 прекршок регистрирал Safe City во изминатото денонокие. 58 возачи остануваат без дозвола. Нема конкретно решение за превозниците. Се разгледува можноста да бидат третирани како машиновозачите и пилотите. Од вторник ССМ со блокади ќе бара повисок минималец. Ќе се довршуваат двата објекти кај ректоратот на УКИМ и ќе бидат целосно наменети за потребите на Финки. Трамп најавува добри вести за крај на војната во Украина. Експлозивна направа фрлена врз семејната куќа на Здравко Чолич. Овие вести во живо за последните статистики поврзани со функционирањето на системот Безбеден град. Останете со нас, почнуваме. Работата на судијата Ѓоко Ристов, за кого постои сомнеж дека сокрил околу 350.000 евра во зид во домот на неговите родители, е под лупа на судскиот совет. По представки за неговото постапување се врши проверка на предметите по кои постапувал, а извештаат дали има незаконско работење се очекува до крајот на оваа недела. Случајот повторно ја отвора и дебатата за интегритетот на судиите, независноста на судството и ставовите што ги нотира и Европската унија. Работата на судијата Ѓоко Ристов, за кој постои сомнеж дека сокрил 350.000 евра во зид во домот на неговите родители, е под лупа на судскиот совет. Контролата е покрената по пристигнати представки за неговото постапување, а извештајот дали судијата работел незаконски се очекува до крајот на неделава. Беше извршена контрола на дел од предмети кои што постапувал судијата кој што го споменавте. Но во моментов немам податоци да ви изнесам во смисла дали е детектирано некој пропуст или не, бидејќи комисијата се уште ги разгледува предметите. Станува збор, како што ви кажав, за 5 или 6 предмети. Не е се некој голем број на предмети, но како што ви најави, во најскоро време ќе се проверува целокупната работа на апелациониот суд Скопје. Додека се истражува од каде потекнуваат парите во зидот на семејството на судијата, првите луѓе на судската власт порачуваат дека клучно за носењето законски пресуди е судиите да бидат имуни на какви било влијанија. Истовремено надзорот на ЕУ укажува на сериозни проблеми во финансиската автономија и независноста на судството. Влијанијата на судијата се можни, но ако судијата се држи до законот и етиката ги уважува сите факти, тогаш не постои начин во него да се изврши влијанија. Shortages of judges, prosecutors, judicial assistants, clerks and IT specialists continue to affect case processing times, quality of decisions and public confidence. Според министерот за правда, ефикасно и независно судство е можно само со дигитализација. Филков вели, тоа е визија која треба да се спроведе заедно со судиите. Наша обврска, како Министерство за правда, е да создадеме јасни и применливи закони, кои ќе бидат инструмент за правда и правичност. Според резултатите од анализата на ЕУ презентирани денеска, за подобрување на состојбите е потребно намалување на бројот на судови во државата, поголеми плати за судските службеници, а според анкетата недостасувале и судии. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Владата во следните денови ќе ги испрати имињата на новите кандидати за државен јавен обвинител до Советот на јавни обвинители, кој во рок од 15 дена ќе треба да даде мислење. Во трка за оваа позиција влегува актуелната ВД обвинителка, државна обвинителка Анита Тополовска и Сајловска, обвинителката Линче Ристовска, судијата Ненад Савевски, поранишниот претседател на Кривичниот суд Владимир Панчевски и обвинителката Лидија Ричевиќ. Собранието ја информираше владата за завршување на огласот за јавен обвинител, ги достави оние 5 кандидати добро познати на јавноста и владата донесе, би кажала, заклучок истите согласно законските одредби кои што ни стојат на располагање, чинам тоа е членот 64 од законот за јавно обвинителство, истите да ги достави до Советот на јавни обвинители, кој што пак има рок во 15 дена да ја одговори на владата, односно да испрати мислење. Така што и оваа процедура на денешната владина седница беше завршена. Проактивно или реактивно? Како судскиот совет се справува со корупција
судијата во редот на судиите. Што точно се проверува во Скопска апелација по случајот на Ѓоко Ристов? Ќе се постапували за судиката која осуди новинарка и судијата која возможи бегство на осудениот за ласкарци. Тема на денот во 19 со председателот на Судскиот совет Александар Камбовски. Камерите на системот Безбеден град за само еден ден регистрирале 651 сообраќаен прекршок на улиците, најмногу за пребрзо возење. Од казнетите возачи, најголем дел ја надминале дозволената брзина, а има и такви кои поминале на црвено светло, па изречени се и забрани за управување на возило. Мирјана Давидовска ги има и последните бројки од статистиката на Министерството за внатрешни работи. Мирјана, кои се точните бројки? Забележувам дека во изминатите денови нема информација за број на казнети возачи поради непрописно застанување и паркирање. Дали тоа значи дека вакво нешто воопшто во моментов не се спроведува? Цаци, дежурниот сообраќаен полицаец кој никогаш нема да спие, тоа се камерите на Safe City системот, навистина ќе имаат полни раце работа, иако за време на тест периодот имаше далеку поголем број на прекршоци кои што беа сторени во сообраќајот, но и сега, откако официјално функционира, бројките не се мали. 651 прекршок се регистрирани само во текот на вчерашниот ден. Како што спомена и ти, на 58 возачи им пристигнало дека ќе им биде земена возачката дозвола. Најголем број од прекршоците кои што се сторени по главните сообраќајници, по улиците во главниот град, се за возење, односно за надминување на дозволената брзина. 558 казни се изречени преку Safe City системот, што значи дека на возачите се уште им е тешко да ја практикуваат онаа дозволена брзина, градска вожња со дозволени 50 км на час. За оној дел за тоа што ќе се казнува преку Safe City системот, иако на почетокот беше најавено дека во оваа прва фаза ќе се казнува за минување на црвено на семафор, за надминување на дозволената брзина, за нерегистрирани возила, но и за запирање и паркирање на коловозите. Сепак ова нема да се регистрира како прекршок за почеток во оваа првична фаза. Ова го добивме како потврди од министерот за внатрешни работи, кој вели дека овој првичен период ќе гледаат како функционира системот. За почеток камерите нема да ги регистрираат возилата кои што ќе запалат 4 жмигавци за да завршат брзо некоја работа, но тоа не значи дека возачите ќе бидат ослободени од казна доколку ги забележи сообраќаен полицаец на улиците. Многу повеќе детали за тоа како се одвива Safe City системот, кои се прекршоците во продолжение од прилогот. Објективот на Безбеден град вчера уловил 651 прекршок низ скопските улици. Најголем број од нив се за брзо возење. Камерите детектирале 585 возачи кои поминале со брзина поголема од дозволената. 50 возачи го игнорирале црвеното светло на семафор, а 16 управувале нерегистрирани возила. За непочитување на сообраќајните правила, системот е немилосрден. Како резултат на овие прекршоци изречени се 58 забрани за управување на возило. Системот Безбеден град потврди дека возачите во Македонија се уште тешко ја контролираат ногата на газ. Но ако е за утеха, камерите првично не ги регистрираат возилата кои запираат на улица. Во оваа прва фаза, легендарните 4 жмигавци на 2 минути ќе поминуваат неказнето. Граѓаните не треба да стравуваат од технички грешки, бидејќи за погрешно возило или грешка во идентификација поради лоши временски услови имаат право да пријават во полициска станица. МВР е обврзано во рок од еден ден да изврши проверка и да ги коригира податоците. Додека системот Безбеден град ветува голем ред, полициската статистика за месец јануари открива алармантна состојба на патиштата. Вкупно изречени биле 16.000 казни, од кои за безобзирно возење 74 лица биле лишени од слобода, од кои најголем дел 64 поради возење под силно дејство на алкохол. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Нема конкретно решение за превозниците. Се разгледува можноста да бидат третирани како машиновозачите и пилотите. Од вторник ССМ со блокади ќе бара повисок минималец. И денеска нема конкретно решение за транспортните превозници од Западен Балкан, иако надлежните министри на онлайн состанок со Европската комисија го отворија проблемот со ограничениот престој во Шенген зоната. Како една од опциите што се разгледуваат е возачите на камиони да се третираат како машиновозачите и пилотите, но и таа би барала ново европско законодавство и согласност од земјите членки.
Се разгледува можноста камионџиите да бидат третирани исто како пилотите и машиновозачите. Ова им било кажано од Европската комисија на министрите од Западен Балкан на денешниот онлайн состанок. Тоа значи дека има опција и транспортерите да бидат изземени од електронскиот систем и додека работат да не им се бројат деновите како да се на шетање. На состанокот, освен министерот за транспорт Николовски, присутен бил и првиот човек на МВР Тошковски, како и заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков. Во очекување на трајно решение, Николовски додаде дека е потребно Европската комисија реално да го идентификува проблемот со транспортниот сектор и непречениот транспортен тек и во најскоро време да имплементира соодветни мерки кои ќе обезбедат предвидливост и непречена работа на транспортните компании кои работат во меѓународниот патен сообраќај. Добра вест е и тоа што воведувањето на биометрискиот електронски систем за влез и излез од Шенген, наместо во април, се одложува за септември, што им дава дополнително време и простор и на превозниците за да работат, и на надлежните за да преговараат. Во меѓувреме се формира работна група на експертско ниво која веќе следната недела треба да се состане и да ги материализира заклучоците од денешниот состанок на високо ниво. Ова е втор состанок на оваа тема откако минатата недела во Брисел се одржала подготвителна средба со амбасадорите на Балканската шесторка. Транспортерите од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора минатата недела 4 дена ги блокираа граничните премини. Се пожалија дека правилото за престој од максимум 90 во период од 180 дена за нив не е применливо. Европската комисија усвои нова визна стратегија која остави простор за промена на ова правило за камионџиите, пошто блокадите беа отстранети. Мартин Арсов, Сител телевизија. Редиците на аеродромите и очекуваните летни гужви на границите ја одложуваат целосната имплементација на новиот влезно-излезен систем на Европската Унија. Европската комисија потврдува дека земјите членки ќе имаат дополнителна флексибилност и дека постепеното воведување може да се продолжи до септември. Причина се сериозните проблеми на терен, од пропуштени летови до часови чекање на граничните премини. Редиците со патници на аеродромите и предстојните летни гужви по границите ја пролонгираат имплементацијата на влез-излез системот на Европската Унија до септември. Европската комисија потврди дека предвидува одредена флексибилност за земјите членки кои во периодот до крајниот рок во април нема да успеат целосно да го спроведат, оценувајќи дека воведувањето толку голем систем е сложена задача. We know that the gradual rollout runs until April. But since we hear also about concerns regarding the coming summer, there's also even flexibility inbuilt for the summer period. So member states, if needed, can always prolong this gradual rollout period until September. На терен одредени земји членки на Унијата веќе се соочуваат со големи проблеми, особено на аеродромите каде поради постапката за регистрирање во системот патниците пропуштале летови. Од премината која започна во октомври лани, проблем има и на граничните премини и на пристаништата. Во декември Меѓународниот совет на аеродроми за Европа ја повика Европската комисија итно да ги реши зголемените проблеми во имплементацијата на системот, откако времето за обработка на податоци траело и до 7 часа чекање. Според правилата, дигиталниот граничен систем на Европската Унија бара од државјаните на трети земји кои влегуваат во Шенген зоната дигитално да ги регистрираат своите лични податоци, да остават отпечатоци од прсти и слика. Овие податоци се евидентираат во база на податоци низ цела Унија, која следи кога посетителот влегува и излегува од Шенген зоната и може да ги следи луѓето што остануваат по правилото од 90 или 180 дена. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Од следната недела ССМ почнува со блокади. Во вторник пред Законодавниот дом, во четврток пред Стопанските комори, а на 17 февруари пред владата. Утре до собранието синдикатите ќе поднесат иницијатива за намалување на коефициентот за пресметка на функционерските плати. Наместо просечна да се пресметува според минималната плата. Од владата велат дека допрва ќе се одлучува дали како и лани и оваа година ќе се откажат од растот на своите плати. Синдикатот од следната недела почнува со протести. Во вторник ќе го блокираат собранието, затоа што претениците не го гласаат законот за зголемување на минимална плата. Во четврток коморите, бидејќи газдите не сакаат да им ги зголемат платите на своите вработени, а на 17 сите службени влезови на владата, за да не може ни премиерот ни министрите да дојдат со службени возила. Тога, според синдикалниот лидер Трендафилов, ќе мора да поминат пеш и да ги погледнат во очи работниците, кои земаат најниски плати во Европа и живеат најмизерно.
Утре до собранието ќе достават иницијатива за намалување на функционерските плати, односно наместо просечна, коефициентот за сложеност ќе се множи со минимална плата. Да покажат, за да не овозможат зголемување дополнително на инфлацијата во Македонија со енормните нивни плати, да ги намалат нивните плати за 40% само со измена на оваа одредба во законот. Колку не го направат тоа во среда, како што кажавме, ќе им собереме 10.000 потписи и ќе станеме овластен предлагач и ќе ги натераме тогаш да гласаат за или против. Ќе гласаат за себе или против работниците, или ќе гласаат за работниците, а против себе, имајќи во предвид дека потписите ќе бидат собрани за измени и дополнување на два закони. Едниот од законите е Законот за плати и други надоместоци на пратениците во собранието и други избрани именувани лица во Македонија, како и Законот за минимална плата. Дали ова година функционерските плати ќе се зголемат во март или ќе се замрзнат како лани, се уште нема одлука. Прво ќе се чекаат статистичките податоци. Во месец февруари ќе бидат извадени податоците од Државен завод за статистика, каде што ќе го гледаме како е ситуацијата и соодветно после тоа ќе постапуваме, стоиме на тој став дека немаме од кога ние сме доаѓале, немаме донесено ниту една одлука, ниту нема да донесеме одлука каде што ќе се зголемат платите на функционерите. Зголемување на минималецот на 600 евра и на сите останати плати за најмалку 6.000 денари е барањето на синдикатот. Ако не се зголемат, најавија генерален штрајк. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Секој ќе може легално да работи без да ги загуби веќе стекнатите права, пензија, социјална помош или студентски статус. Ова се регулира со новиот закон за работно ангажирање. Законот воведува пофлексибилни и поедноставни процедури за вработување и треба да извади над 17.000 лица од сивата економија. Овозможено е ангажирање на вработени, невработени студенти, ученици и пензионери без губење на нивните стекнати права. Во првата фаза законот ги опфаќа дејностите каде што сивата економија е најизразена, при што се очекува формализација на околу 17.400 лица, најмногу во земјоделство, туризам, угостителство и услужните дејности. Реформата носи конкретни придобивки и за работниците и за работодавачите, поедноставни постапки, поголема флексибилност, исплата по час и социјална сигурност. Двата недовршени објекти кај ректоратот на УКИМ, кои повеќе од 10 години стојат како символ на институционален застој, конечно ќе се доградуваат, но откако ќе биде избран проектант, а потоа и изведувач. Министерството за образование и наука го затвори тендерот за репроектирање, а објектите ќе бидат наменети исклучиво за финки. Двете згради во изградба само за финкашите, за студентите од ФФК ќе се доградува актуелниот објект кој веќе го користат. Проценките на стручните лица завршија. Одлучено е дека двете недоградени згради во близина на кампусот НУКИМ се безбедни, но доволни само за студентите на финки. За студентите на ФФК е потребен поголем простор и подобри услови, особено за поголеми спортски сали. Професорот Горан Марковски, кој го водеше тимот од експерти што правеше проценката за безбедноста на градбите, вели дека има присуство на високи нивоа на карбонизација во бетонот како резултат на зголеменото ниво на влага. Сепак истиот проблем може да се реши со мала санација и ова не влијае на безбедноста на објектите. Ова е уште еден доказ дека најлошо од се кога ќе оставиме започнати објекти недовршени од било кои причини. Овој висок степен на карбонизација засега не е опасен по конструкцијата, инаку тој негативно влијае на корозија на арматурата. За среќа таа не е зафатена со овој деструктивен процес, така што за релативно лесно можат да се извршат мерки за санација да се реализираат. Професорот Марковски појаснува дека од градежен аспект најдобро решение би било зградите да се срушат, но дека од економска гледна точка е поисплатливо тие да се доградат. Поради било што се случи да овие објекти останат уште понатаму извесен период вака како што се, компликациите само ќе се зголемуваат. Сите овие деструктивни процеси во веќе вградените материјали во кои што се вложени наши средства, само ќе се продолбочуваат. Во петокот заврши тендерот за репроектирање. Аплицирале вкупно 7 фирми. Во моментов сме во период на евалуација, се викало тоа, така да се уште немаме избрано изведувач. Очекувам дека проектирањето би можело да трае некаде до есента
и после тоа, откако ќе го имаме проектот, ќе може да распишеме тендер за изградба на двете згради кои сега ќе бидат еден факултет. Изведувачот во главно ќе треба да се адаптира на веќе изградената база и да го осмисли изгледот на фасадата и внатрешниот интериер. Барокот како идеја се напушта, бидејќи веќе не е во тренд, а ќе се изработи современо модерно решение. Грубата проценка е дека целиот проект, односно двете згради кај Мавровка и објектот што се доградува кај Див, ќе го чини Министерството околу 36 милиони евра, зашто веќе подигна кредит. Двете згради би можеле да чинат по 15 милиони евра, а доградбата на ФФК би чинела 6 милиони евра. Како пресметувавме по квадрат. Двете згради, Финки и ФФК старите, сега само Финки има 22.000 метри квадратни и за тоа има некакви стандарди кои ги даваат Комората на градежни инженери, Комората на архитекти и така натаму, и ние се водиме по тие стандарди. Финки требаше да добие свој дом во склоп на кампусот Нуким, кој почна да се гради во 2015-та. Откако градежната компанија Бетонот Штип стапи во стечај во 2019 година, кај градбите во изградба нема никаква градежна интервенција. Габриела Лескова, Сител телевизија. Приватни инвеститори да ги градат хидроцентралите Чебрени и Галиште, а водните ресурси да останат државна собственост. Ова се наметнува како најреална опција за конечно активирање на двата капитални енергетски проекти. Министерката за енергетика откри дека интерес веќе покажале странски компании, а одлука за моделот на изградба се очекува во следните 2 месеци, бидејќи инвестицијата од над 1 милиарда евра е преголем товар за буџетот. Изјавата на министерката отвори политичка дебата со меѓусебни обвинувања меѓу власта и опозицијата за финансиската состојба и одговорноста околу најголемите енергетски проекти во државата. Приватни инвеститори да ги градат ХЕЦ Чебрени Галиште, но водните капацитети да останат во државна собственост. Ова е најреална опција за конечно да се реализираат двата капитални енергетски проекти, сметаат експертите. Според нив, идеално би било државата самостојно или преку јавно-приватно партнерство да ги изгради хидроцентралите, но инвестицијата од над милиарда евра би значала ново задолжување и ризик по исплатливоста. Да се задолжиме сега на таа сума пари, веројатно нема да добиеме квалитетни кредити и останува да најдеме партнер кој што ќе вложи со такви преговори и договори апсолутно право на управување со водата да остане на Македонија, а процентите за користење на електричната енергија веројатно ќе биде умешноста на преговорите. Дебатата ја отвори министерката за енергетика Сања Божиновска, која откри дека интерес покажале една француска и една јапонска компанија. Одлука за моделот на изградба се очекува во наредните 2 месеци, бидејќи, како што рече, проектот е преголем товар за државниот буџет. Опозицијската СДСМ ја оцени изјавата како признание за лошата состојба на буџетот. Оваа изјава на Божиновска е уште еден доказ. Фалат 2 милиарди евра. Владата вели дека нема пари за ништо освен за криминални тендери. Тие течат без пречка, велат од партијата. Од енергетика пак велат дека изјавата на Божиновска не се однесува на општата состојба на буџетот, туку дека енергетскиот проект не смее да значи запирање на проектите во здравството, образованието и инфраструктурата. Министерката јасно и одговорно посочи: ние јавно кажуваме што е финансиски можно, а што би било неодговорно и ризично за државата. Тоа е разликата меѓу одговорна политика и опасен популизам, разлика што СДСМ очигледно мора да ја научи, реплицира од кабинетот на Божиновска. Чебрени Галиште веќе со децении се најкоментираните енергетски проекти, но никако да дојде до нивна реализација. Последно беа споменети при подпишувањето на стратешкиот договор со Велика Британија. Претходно пак владата на СДСМ и дуи во 23-та распиша јавен повик кој го доби грчка фирма, но огласот пропадна по реакциите на експертите дека искористувањето на хидроцентралата на Црна река ќе биде целосно кај приватниот партнер. Огласи се распишуваа и во 2011 година, но безуспешно. Катерина Нешкова, Сител телевизија.
Од Министерството за одбрана за само една година, 2024, исплатени биле 12 милиони евра по извршни пресуди, најчесто за незаконски неисплатени додатоци на вработени. Државната ревизија открива над 1200 судски постапки, милиони платени за камати и трошоци поради слаб менеджмент, додека истовремено се ангажираат договорци без извештаи за сработеното. Дополнително милионски набавки стојат неупотребени, а вредноста на имотот и опремата на одбраната со години не е ажурирана ниту на хартија. Министерството за одбрана во војна со сопствениот кадар. Државната ревизија во извештајот за 2024 година објави дека за една година Министерството исплатило 12 милиони евра само за исплата на извршни пресуди, главно од вработени кои не добивале додатоци согласно закон. За една година отворени биле 1221 судска постапка против одбрана, но од 12 милиони евра, над 4 милиони се исплатени за камати и извршители, адвокатски и судски трошоци, поради лошиот менеджмент и малата правна служба која често не може ниту да се појави на рочиштата. Додека се плаќаат милионски казни за старите вработени, одбрана ангажирала и 57 договорци на дело за кои за една година биле исплатени 157.000 евра. За државната ревизија, спорно е што дел од овие работни места се предвидени во систематизацијата, но и што дел од нив се за советодавни консултантски услуги како протоколарни работи за организирање на настани во кабинетот на министерот или заменик министерот. За договорците, ревизорот нотира дека не постојат извештаи за сработеното. На крајот на 2023, Министерството спровело набавка за нов телефонски систем во вкупна вредност од 1,5 милиони евра, но опремата не е инсталирана поради некомпатибилност со постоечката инфраструктура. Иако во оваа набавка биле купени 2000 телефони, 70% седат во магазин и не се ни употребуваат. Државната ревизија утврди пропусти и во евиденцијата на имотот со кој располага Министерството. Иако за 4 години, во периодот од 2018 до 2024, инвестирани биле 18 милиони евра за изградба и реконструкција на објекти, во списите во Министерството не е направена промена. На хартија вредноста на имотот со кој располага одбрана е на исто ниво како и имотот во 1999. Дополнително, во документите на одбрана не се впишувала ниту вредноста на вооружувањето и опремата, туку само нивната количина. Даниел Василев, Сител телевизија. Американскиот претседател Доналд